Почитувани пријатели на децата, поддржувачи на пишаниот збор. Јас сум Наташа Брезовска-Бугаевска, автор на стиховите од сликовницата Авантурите на Желчето Тео. Чест ми е што сум дел од манифестацијата Денови на македонската литература за деца, која како за мене, како книжевник, има големо значење. Сето ова се разбира не би било возможно без Едука Мак Паблишер, господјата Ели Маказлиева и жирито, за кое им упатувам голема благодарност. Поттикот да се напишат стиховите е да се допре до најмалите умни глави, да се поттикне желбата за читање уште од најмалата возраст. Главниот лик, Желчето Тео, е символично земен. Имено желката, како животно, секаде каде што оди го носи својот оклоп, својот дом. Колку и да сака и да истражува, да наблудува, да бара, оној момент кога ќе се почувствува загрозена, се повлекува во својот дом. Токму тоа е она што треба децата да го разберат, дека нивниот дом е нивната сигурност, дека во нивниот дом треба да се чувствуваат најсигурни и заштитени. А во нивната љубопитност секогаш треба да внимаваат и да бидат внимателни во она што го прават. Се надевам дека сликовницата Авантурите на Желчето Тео ќе го најде местото за кое што е наменета во рачињата на малите дечиња. Јас сум Евгенија Андриева, илустратор на сликовницата Авантурите на Желчето Тео. Сакам да споделам со вас едно моје искуство, што мене лично многу ми помогна полесно да ја реализирам нашава сликовница, додека моите цртежи беа во подготовка, ги однесов во нашата градинка и заедно со воспитувачката од групата им ги покажавме на дечињата им и раскажавме приказната Авантурите на Желчето Тео. На наше огромно задоволство, децата многу добро ја прифатија приказната и ја разбраа во целост. А јас им ветив дека можеби баш овие цртежи ќе бидат нивната нова сликовница која набрзо ќе ја имаме во нашата градинка. Благодарение на Едука Мак Паблишер, господјата Ели Маказлиева и стручното жири кое не избра на конкурсот, нашиот сон стана реалност. За крај ви препорачуваме, следете ги Авантурите на Желчето Тео. Наскоро љубопитниот Тео ќе се впушти во нови авантури.